Топлиот пролетен ден, што ги натерал луѓето да излезат од домовите на пазар или на нивите и куќите, градени претежно со дрво, го спасиле Пехчево од многу жртви во катаклизмичниот земјотрес, што се случил пред точно 119 години, на 4 април 1904 година. За земјотресот со епицентар во Мелешевијата меѓу Пехчево и Кресна, која сега е на бугарска територија, денеска се знае многу малку. Имал интензитет од 10 степени по Меркалиевата скала и магнитуда од 7,8 по Рихтер, со што се води како најсилен регистриран земјотрес на Балканот и еден од најсилните според многумина и најсилен во Европа, откако се вршат мерењата од 19. век наваму. Силниот земјотрес целосно ги срамнил со земја многобројните високи оградни ѕидови од камен на дворовите и јавлиите. Повеќе од еден месец пехчевци живеели и ноќевале во дворовите и јавлиите под отворено небо. Во куќите не влегувал никој, бидејќи по големиот од 4 април имало многу помали потреси. Градот имал 1200 куќи и над 4000 жители и бил многу напреден. Всушност, поголемиот подем, стагнацијата на Пехчево почнува од земјотресот, а продолжува по Младотурската револуција од 1908 година. Земјотресот силно бил почувствуван и во околните градови како Берово, Царево село, денешно Делчево, Симитли, а паднати објекти имали во Виничко, Кочанско. Со слични последици како Пехчево поминале и пехчевските села. Професор доктор Тодор Дели Петров, поранешен раководител на катедрата за геологија и геофизика на Факултетот за природни технички науки во Штип, а во врска со овој земјотрес изјави: Земјотресот од 1904 година со епицентар кај Пехчево и Кресна го стресол целиот Балкан, а го регистрирале инструментите во целиот свет. Според силината може да се споредува со тие во Јапонија или во Тајван, а бил повеќе пати посилен од Скопскиот во 1963. Во Македонија имало големи земјотреси и пред 500 и 1000 години, но каков бил нивниот интензитет можеме само да предпоставиме. За овој во Малеш се знае, бил најсилен во Европа откако има современи мерења. Ако сега се случи таков земјотрес, ќе има и покрај целата асеизмичка градба многу разурнувања и жртви. Истакнува професорот Дели Петров.